Изборите во Шуто Оризари секогаш беа мирни и демократски во фер атмосфера. Така почна и вчера, меѓутоа на изборното место, каде што требаше да биде посматрач госпоѓата Радмила Шекеринска, се случија одредени немили настани, каде што госпоѓата се движеше во целиот, значи во сите изборни места, односно во холот на школото, со тоа што тоа ги изреволтира повеќето граѓани. Што се однесува до ситуацијата помеѓу пратеникот и госпоѓа Радмила Шекеринска, немаше никакви, освен вербалности, мислам дека поздравување и така натаму немаше ништо друго. Меѓутоа морам да кажам дека присуството на госпоѓа Радмила Шекеринска во избирачките места предизвика револт кај одреден вид на граѓани, што донесе до иницијатива за побарање за веродостојноста на незиното посматрување. Дали она има право да ги посматрува сите избирачки места или има право да посматрува само едно, да биде посматрат само на едно избирачко место. Во тој немил настан, каде што настана истото тоа поради делот еден полициски службеник кој за жал го направи тоа што го направи, беше нападнат еден граѓанин на општина Шуто Оризари, физички нападнат, значи според очевидци и според истиот граѓанин кој вчера ги даде своите изјави во одредени медиуми во Република Македонија. Такво нешто не треба да се случува никогаш, а најмалку во еден изборен процес каде што дали го пријавивте тој полициски службеник во МВР? Мислам дека е пријавено и мислам дека од граѓанинот кој нападнат ќе следат одредени постапки по законските регулативи што ќе бидат во тек. Така, вчера имаше обвинение дека имаше организирано пренесување на граѓани до избирачките места. Што велите вие за тоа? И повака ќе ви кажам, значи вчерашниот ден е свет ден, да кажем избирање на председател на Република Македонија и секогаш може да се наделате на обструкција од опозицијата. Мене ми е жал што се служат со такви изјави, меѓутоа организирано превезување, не знам дали е дел од нарушувањето на избирачкиот законник. Едно и второ, доколку некој оди со сопствено возило на гласање, не знам дали е тоа истото нарушување на избирачкото право. Меѓутоа, со право можам да кажам дека дел од таквите изјави од дел од другите политички опоненти, разбирливо е зашто доаѓаат. Еве денеска веќе ги имаме официјалните резултати. Во сите општини во Република Македонија, ВМРО, ДПМНЕ против СДС тепат со 2:1, само во општина Шуто Оризари тепат 5:1. Тоа се 5117 гласа напротив 945 гласа. Значи, оправдано е таква реакција од луѓето кои губат. И ние доколку ви губеле, и ние веројатно би се љутеле на така. Дали мислите дека се пресудни ромските гласови за победата на Иванов? Видете, ромските гласови се пресудни и за парламентарните, и за председателските, и за локалните избори во многу општински единици. По структурата на живењето на ромите во локалните единици секогаш решаваат кој ќе биде градоначалникот. По структурата на централно ниво решаваат кој ќе биде градоначалникот на град Скопје. По структурата на законодавниот дом, ромите секогаш решаваат за тоа кој ќе добие 5 до 6 пратеника плюс. Значи, ромските гласови така се битни, меѓутоа овој пат ромските лидери, да кажеме начело со најголемата ромска партија со Сојузот на ромите, пресметките и пазарувањата за политичкиот колач секогаш се предвремени пазарени. Нема веќе зејтин и брашно, значи овој пат имаме одредени политички стратегии за интеграција во системот на Република Македонија. Што значи? Значи дека ромските гласови решаваат и за тоа кој ќе прави влада и решаваат за тоа кој ќе биде председател на оваа држава и така ќе остане во иднина.